На бегалецот Никола Груевски ќе му се суди и за незаконското финансирање на ВМРО ДПМН. Дали ќе му се суди во отсуство или во раздвоена постапка, допрва треба да одлучи кривичниот суд, од каде целосно е прифатено едното обвинение од специјалното обвинителство за Талир. На обвинителна клупа ќе седнат и поранешниот владин генерален секретар Кирил Божиновски, екс-министерот за транспорт Милијан Екиевски, пратеникот Илија Димовски и Леко Ристовски, кои според СЈО незаконски ги потпишале финансиските налози, додека Елизабета Чингаровска се спогоди со обвинителството на Катица Јанева и призна вина, а судот ја осуди на условна 2-годишна затворска казна, што ако стори ново кривично дело ќе ја извршува. Кривичен доправа треба предметот да го додели на судија по електронскиот систем. По формирање на кривичен предмет по оценетиот обвинителен акт, истиот согласно АКМИ системот ќе биде распределен на судија за понатамошно постапување, а по закажана главна расправа, странките и јавноста ќе бидат благовремено известени. За незаконското финансирање на ВМРО ДПМН според СЈО Груевски обезбедувал анонимни и незаконски извори на финансирање од 2009 до 2015 година, обвинете за перење пари, злоупотреба на службена положба. За финансирањето на Груевски помош според СЈО му давале Јана Киевски и Божиновски, вршејќи притисоци на фирмите кои имале договори за јавните набавки за да уплатат пари на партијата. Груевски парите не ги уплатил на буџетската сметка, иако имал таква обврска, што обвинителството наведе дека незаконски прибавил повеќе од 4,6 милиони евра. Со парите СЈО потенцираше дека противзаконски се купувале предмети за ВМРО ДПМН со подпис од Димовски, Чингаровска, Ристовски и Јанакиевски. Кривичниот суд се уште не одлучил за вториот дел од обвинението за Талир, за незаконската градба на Белата палата. Што се однесува до вториот обвинителен акт за истиот предмет кој се однесува на незаконска изградба, истиот веќе распределен кај судија за оценка на обвинителен акт и по донесено решение. Судот навремено ќе информира јавноста. Екс-премиерот Груевски и Божиновски се обвинети за изградбата на партиското седиште и ја злоупотребиле службената положба, овозможувајќи фирмата Бетон да изгради зградата на ВМРО ДПМН, иако веќе имало склучен договор. Според СЈО за партијата обезбедиле околу 8,2 милиони евра. СЈО обвинението за Талир го поднесе пред 2 месеци. Од октомври имотот на партијата е замрзнат.